Во наредните 4 години во општините во Македонија ќе се инвестираат 30 милиони евра за подобрување на згрижувањето на децата и изградба на нови објекти за детски градинки. Парите се обезбедени преку Светска банка и ќе се распределуваат во наредниот период. Тоа се информациите со кои излезе Министерството за труд и социјална политика, најавувајќи промена во однос кон грижата на најмладите и унапредување на постојните услови. Со проектите што ќе се работат во наредниот 4-годишен период, се очекува да се постигне зголемување на бројот на деца што ќе бидат згрижени, но и да се подобрат условите во кои тие ќе добиваат предшколска едукација. Ќе обезбеди нови 7.500 места за деца во предучилишно образование. И со тоа ќе обезбедиме, онако што и во програмата на владата сме го поставиле како цел, околу 50% деца од 3 до 6 години вклучени во предучилишно образование. Ќе го смениме и терминот детска градинка во рано учење и развој. Општина Кочани веќе е вклучена во плановите на Министерството за изградба на нов објект за детска градинка. Уште од минатата година од локалната самоуправа започнаа активности за подготовка на техничка документација, односно изработка на идеен проект за оваа установа, што би била лоцирана во населбата Бејрут кај Драчевик. Со оглед што Министерството за труд и социјална политика го вметна во своите планови проектот за градинката во Кочани, може да се очекува таа да стане реалност во практика. Сепак, се уште голем проблем представува усогласувањето на деталниот урбанистички план за овој реон од Кочани, во кој досега воопшто немало вцртано ваков објект. Поради тоа, значаен период се изгуби на прилагодување на постојниот просторен плански документ со ново наметнатата ситуација и потреба. Од општината очекуваат дека целата постапка навреме ќе биде завршена и најавената финансиска подршка од пакетот што го обезбеди Министерството ќе биде и за градинката во Кочани.